Добре дојдовте во нов Асном, во еден жив подкаст. Денес имаме специјален гостин кој ќе ги анализираме одредени позиции што се случија минатата недела, што верувам дека ќе има големи реперкусии во иднина во политиката што се води од страна на владеачката партија. Наиме, минатата недела председателката Силјановска Давковска беше во Црна Гора, каде што го бранеше позицијата на Македонија и во тој контекст збореше се најдобро ги бранеше така наречите наши позиции да не влезат бугарите во уставот, но од друга страна имавме едно мешавит парламентарен состав од македонскиот парламент и Европскиот парламент. Тој мешавит парламентарен состав донесе одредени серија заклучоци и препораки кои апсолутно се во контрадикција со она што го зафаќа позициите и на председателката, а и на владата. Имено, истиот заедничките препораки кои од заедничкиот парламентарен состав, кој беше воден од господјата Иванка Василевска, кој е член на ВМРО ДПМН, и господинот Карло Реслер од Хрватска. На таа седница, патем речено, беше исто така и министерот за надворешни работи, кој оствари размена на мислења Муцунски, како и господинот Орхан Муртенази. Во втората точка се дава препорака што побрзо да се имплементираат уставните измени, да влезат бугарите во уставот. И тука истатот е гласан од парламентарците од владеачката ВМРО ДПМН, од господјата Василевска, исто така мислам господјата Пешевска од ВМРО беше присутна на таа седница и се поставува прашањето како тоа ВМРО ДПМН парламентарците даваат препорака за смена на уставот и да се влезат бугарите во уставот, а од друга страна Гордана Силјановска Давкова и премиерот се на некои позиции дека нема да се внесат бугарите во уставот, кога се додека не се добијат така наречи гаранции кои патем речено и нема во меѓународните односи гаранции. Но пред тоа само да напоменам дека ние македонците во 2018 година на референдумот од 30 септември кажавме не на Северна Македонија во Европската Унија и од тогаш до сега имаме драстично и драконско силување на нашата политичка волја и имаме некои тотално вакви махинации не доведоа да се ова. За таа цел денеска го имаме мојот драг гостин и пријател Дардан Венецки. Дардан, благодарам што дојде овдека. Мал уводен говор кој морав да објаснам. Ние разговаравме за ова минатата недела и гледаме дека позициите на ВМРО почнуваат да распукуваат по шав на парламентарци, влада и председателка. Парламентарците гласа со мешовитата комисија во Европскиот и Македонскиот парламент за што побрзо имплементирање на уставните измени, додека Мицковски и Силјановска Давкова вика дека нема. Дали мислиш дека ќе се смени позицијата на ВМРО и кое тоа е тоа мислење? Благодарам на поканата и поздрав до гледачите на нов Аслон. Многу актуелна тема, не е од вчера, се разбира. Јас мислам дека разногласието е само привидно. Иначе во основа и едните и другите бараат начин како да ги внесат бугарите во уставот. Бараат изговор. И ако примети веќе подолго време се бараат заедничка декларација со бугарите, се бараше одложено дејство до моментот на отварање на пристапниот протокол, до ратификацијата на пристапниот протокол, па не знам од овој датум, од оној датум, еве сега и председателката се приклучува на гаранциите. Мислам дека и владеачката партија и владеачката коалиција на таа линија, само вокабуларот сега можеби не се совпаѓа,
И тие бараат начин како да ги внесат бугарите. Бараат изговор за пред народот. Иначе слепо се трча кон бриселскиот бордел, јас го викам, борделот на Вавилонската блудница, како што го пеа народот. Иначе, ни одложено дејство, нити заедничка декларација или заеднички заклучоци со бугарите, нити гаранции, нас не ни се потребни. Нашата гаранција е во нешто друго, во меѓународното право, правото на самопредлување, самоидентификација. За тоа не се разговара. Што имам јас да разговарам за сопствениот идентитет? Ако јас барам гаранции, тоа значи се сомневам самиот во себе. Барам некој да ми потврди нешто што е моје неотугиво право. За тоа не се разговара. Меѓутоа, она што е најстрашното, и председателката, и владеачката коалиција бара нешто што е нелогично. Не ни требаат гаранции. Што ќе ми се мене гаранции? Кажав кај се гаранциите. За тоа не се разговара. Македонското име и идентитет се наследени. Нашето име свето, библиско, наследено. Јазикот исто, историското и културното наследство го наследивме од нашите предци. Што имам јас за тоа да разговарам? Што ќе ми се гаранции? Освен тоа немаат легитимитет. На 30 септември 2018 година македонскиот народ кажа не за ЕУ, не за НАТО, не за Преспанскиот договор. Точка. Суверен во оваа држава е народот. Народот кажа не. Неговите одлуки се извршени и задолжителни и за власта и за парламентот и за опозицијата. И тука нема дискусија. Со таа своја одлука на референдумот народот испорача налог за прекин на пристапните преговори. Меѓутоа, гледаме дека имаме една упорна кампања дипломатска од страна на владата и председателот, дека они си ја држат својата линија и до сега таа беше унифицирана, но од друга страна со парламентарците од ВМРО ДПМН кои гласаа за оваа мешовита декларација и заклучоци во овој мешовит комитет, имаме пропукнатини во нивната позиција од една униформност во едно двогласие. Како тие гледаш таа приказ? Ајде да идеме поред. Ајде. 26 и 27 минатиот месец, тоа беше минатата недела во Страсбур, се одржа тој мешовит парламентарен комитет Европска унија Македонија, во која пратеници од Македонија и од Европската унија изгласаа заеднички заклучоци или препораки, како да ги наречеме, 23 точки, од кои за нас се многу битни две. Првата е веднаш без одлагање и подитно да се внесат бугарите во македонскиот устав како единствен услов. Друг услов за отварање на пристапни, внимај, само за отварање на пристапните преговори. Друг услов нема. Откако ќе се внесат бугарите во уставот, втората препорака следење на Копенхашките критерии, да се продолжат пристапните преговори, онака како што е предвидено со актите на Европската унија, со отварање на 35 поглавја, исклучиво според Копенхашките критериуми. Значи, ние ќе ги внесеме бугарите под притисок, под уцени, под закани од соседите, од нашите стратешки пријатели и Европската унија, во кој нема ништо друго освен барање за идентитетска самоликвидација. Јас го викам идентитетска самоликвидација, затоа што не парчеа, не делеа на терен, не парчеа, не делеа во Букурешт, им воскреснавме 44-та година, уште повеќе 91-та година, ни фрлна и напалм бомби, што не праева, меѓутоа повторно воскреснуваме. За да го спречат тоа, тие се одбараат сами да се избришеме. Ни М од Македонија да не остане, да избришеме име, идентитет, јазик, име на црква и све. Тие сите работи кидат у пакет. И само сега се бара изговор.
Ние имаме нашата најголема штета, ќе го повторам ова во секое моје излагање, во секој мој јавен настап, ние имаме политичари 3 во 1. Со криминални досија кои се чуваат во обвинителството во ФИОКа, сребролюбци и со коефициент на интелигенција испод секое ниво. Кој ги има сите овие 3 карактеристики, тој е печен за највисоки политички функции во земјата. Затоа се изгласа тоа што се изгласа, еве го кажавме што се изгласа на 27 минатиот последниот четврток, и сега ќе го туркаме тоа. И јас јавно сакам да прашам владата од оваа прилика и председателка, дали ова ќе биде гаранција што ја бараат? Ова најверојатно сега на 16 ќе иде пред Советот на Европа. Да, И за тоа ќе се расправа. Дали тоа тие ќе го третираат како гаранција за нашиот идентитет? И само едно подсетување до гледачите, нацрт резолуцијата што ќе се најде во Советот на Советот на Европа кажува експлицитно дека прво треба бугарите да влезат, па потоа се остаток. Па нема Значи дилеми. тоа почна и готово. Ќе дојдеме ние, и јас мислам дека ќе имаме време и ќе ми дадеш можност да го објасниме тоа, зашто не смеат да се внесат бугарите. Со одложено дејство или без одложено дејство, со гаранции или без гаранции, тие не смеат да влезат во македонскиот устав. Но во овој момент имаме, знаеш, Затоа што само една реченица, затоа што тие бараат да влезат како државотворен народ. апсолутно. Тоа ја менува состојбата, а тоа сите го премолчуваат. Сега, загрижува и друго. Од четвртокот до сега, тачно една недела, ние имаме, така речи, тотален молк во медиумите. Скоро никој, освен исклучоци, не ги објавува и не ги коментира. Ниедна дебата не се отвори во јавноста. Што значат овие препораки? Што значат за македонските национални интереси? Замките во него што се кријат, последиците кои што може да настанат. Нема расправа. Не, нема расправа. Тоа многу ми наликува на претходната власт. Тоа многу ми наликува на претходната Историската комисија за историски и образовни прашања, кои таа ги крие и денес своите одлуки. Ние расправавме за ова прашање во рамките на македонскиот манифест и го оценивме како скандал и побаравме безусловен прекид на пристапните преговори. Ова расиоманија, ова понижување на македонскиот народ да прекине више, да прекине мешањето во внатрешните работи, да си го вратиме суверенитетот. Ние сме суверена држава. Не може да носиме одлуки под диктат на соседи и на Европска Унија или на стратешките пријатели, кои да се. Не е во наш интерес. Што право е македонскиот Апсолутно не. народ загрижен. Ние сме политички силувани од партиите на власт. Еве, точно така е, со една реченица кажам. Еве ќе ги внесеме бугарите во уставот. Како државотворен народ. Тие барат исклучиво како државотворен народ. И што потоа? А потоа следат Потоа не чекаат отварање ови заедно со ратификацијата на пристапниот прокол 35 поглавја. Во кое што секој од 27 членки на Европската Унија има право да стави вето поради ова или онаа причина, дури и без образложение. Не ги исполнувате условите за затварање на ова поглавје, нема напред. Тоа се 945 можности за вето. Ни М од Македонија нема да остане. И ние тоа треба да го прифатиме, тоа актите на Европската Унија тоа право и го гарантираат на секоја членка. Секој може да ти стави вето, не само Бугарија, не само Грција. Секој од 27 членки. И затоа ние треба разумно да настапуваме. Јас во оваа работа гледам нешто друго. Нешто многу опасно. Не сум загрижен од ова што го прави Европската Унија.
Не сум загрижен за ова што го прават нашите стратешки партнери и соседите. Загрижен сум од самите нас, од самата наша власт. Ако владата и парламентот, ова сега се препораки на парламентарен комитет. Тие мора да дојдат во влада, мора да дојдат, ако дојде до нешто, утре и во парламент. Ако ова се прифати, тогаш на повидок ние активирање на широката коалиција, која што не замрела, само е притаена, уште од 1991 година. Широка коалиција во која што влезат сите политички партии ќе донесат една заедничка одлука. Таа широка коалиција ние досега ја имавме. Внимавај, од 91 до 94 имавме експертска влада. Од 94 до 2024 година, 30 години, власта точно е поделена меѓу најголемите македонски политички партии напола. По 15 години се на власт. Сега, од минатата година е ВМРО ДПМН е на власт. До сега беа тотално рамноправни. Јавно прашувам, зошто ни е оваа широка коалиција? За ново национално предавство? За нови отстапки? Па доста е, бе, браќа. Никој нема легитимитет да бара да води пристапни преговори. Народот, ќе повторам, по втор пат, по трет пат, кажа на референдум не сака ЕУ, не сака во борделот. Зошто на што ги водат овие пристапни преговори како единствена опција? Па тоа е срамно што се прави со овој македонски народ. Дозволуваат да не понижуваат колку сакаат. Еве ти доказ за повеќе годишно, повеќе деценичко коалицирање на власта и опозицијата, на најголемите македонски политички партии. Еве сега ќе идам поред, ќе ги набројам. Заедно ги направива првите уставни измени. Заедно се откажа од знамето. Едни го ќе потпишат, други ќе прифатат како наследена реалност. Заедно го потпиша рамковниот договор, Пржинската влада и СЈО, кој од кој погубни, како завршија, знаеме. Заедно се откажа од грижата за македонско малцинство во соседството. Страутно погубна работа. Прифаќаат и едните и другите. Не смеат да изговорат Македонија и македонци. Ако нема македонци во соседството, па немаш ни овде. Која е таа држава што нема малцинство од таде границата? Нема прецизно зацртани граници. Нигде у свет, па ниту овде. Заедно се откажали, поточно го суспендираа суверенитетот, па дозволуваат други држави да ни пишуваат историја и учебници. Заедно се откажа од основните принципи во меѓународната дипломатија, како се еднаквост и рамноправност меѓу државите и народите, не мешање во внатрешните работи и реципроцитетот. Од реципроцитетот дури јавно се откаже едно наше министарче. Не се срамеше тоа да го каже јавно пред телевизиите. Заедно ги изгласа измените на кривичниот закон, со кој што огромен број кривични дела на функционира од сите политички партии застарија, што не е ништо друго, туку скриена амнестија. Да. Заедно го изгласаа погубниот закон за попис, да те подсетам. Заедно, погубен. Наместо да се попишуваат резиденти, се попишуваат државјанства, кој што ги имаш у базата на податоци на МВР. Ако е така, немаш ни потреба. Извади ги, кажи колку државјанства има, толку. Нема потреба да ми доаѓаат дома, да ми тропаат на врата. Дадова можност на еден граѓанин во едно мало или на еден селанец во едно село, 100 матични броеви ќе запише, ќе ги даде на попишувачот и ќе се попишат сите. И луѓе кои што 20 години не стапнале
во Македонија. Што тоа донесе? Тотална промена на етничката структура во Македонија. Во базата на податоци на МВР има заокружени бројки ќе дадам 2,5 милиони државјанства запишано. Од кои 72 по други податоци 74% македонци, 16,7% албанци. А што испадна на пописот? На пописот испаднавме 56% македонци, 29, нешто албанци. Како е ова можно? Многу едноставно. Ни организираше некој бојкот. Некој го бојкотираше пописот, а некој трчаше по соседните држави од коалиционите партнери да ги организира луѓето сите да се јават на пописот или да ги дадат матичните броеви. Па испаднавме 56 во однос на 29, нешто проценти. Вака како продолжи на идниот попис без испукан куршум ќе изгубиме државата на маса со попис. Стравот на нешто. Следно, никој не бара, што е најстрашно, никој не бара поништување на геноцидните акти, подпишани со соседите. Геноцидот е забранет. Наши функционери, наши министри, наши високи функционери се оттепа испаѓајќи во едноста нашата држава, нашиот народ, нашиот јазик или во последно народот на Македонија. Кој е народот на Македонија мнозински? Македонци не смеат да изговорат, Македонија не смеат да изговорат. Што ти зборува тоа? Тоа све е подготовка за бришење на македонското име, идентитет, јазик, историско и културно наследство. Тоа све се индиции за ново национално предавство. Тоа е срамно што се берува. И најпогубното, ова последното, што се случи 26 и 27 во Страсбур, барањето, заедничкото барање, значи на македонските и европските парламентарци да се внесат во бугарите во македонскиот устав. И тоа ни помалку ни повеќе, бугарите бараат да влезат како државотворен народ. Ако така не влезат, нема да мрднеме од место. Не сакаат тие малцинство да бидат. Тие имаат акт на Бугарската академија на науките од 97-98 година, значи пред скоро 30 години, во кој што не признаваат идентитет, јазик, историско културно наследство. Тие имаат декларација на бугарскиот парламент од 2019 година со кој што негираат исто така све. Заедно со владата. Имаат дополнителна декларација на бугарскиот парламент од 22 година во која што стои све што потпишале бугарските представници или бугарските институции не може да се смета како признавање на македонски јазик. Имаш објаснувачки меморандум на бугарската влада од 20 година во која што исто така се негира се ова и го спратија до сите земји членки на Европската унија. Ја имаш преговарачката рамка во која што се негира македонскиот јазик, се третира како директ на бугарскиот, ја имаш Лисабонската декларација. И сега 92 каде што кажува дека не може да постои држава под името Македонија, а да биде членка на Европската унија. И сега ти во овие услови ние прифаќаме да ги внесеме бугарите во македонскиот устав, ни помалку ни повеќе како државотворен народ. Само не знам сега кој ќе биде конечниот изговор, конечната гаранција. Каква гаранција, бре луѓе? Нити ни треба гаранција, нити може некој да ни даде. Ти да бараш гаранција од човек кој што од една унија која 100 пати до сега ти излежат, 100 пати те измами. И да, французите беа први да го вето да мамнат после менување на... Ќе дозволиш да кажам зашто не смееме да ги внесеме бугарите во уставот? Дали тоа може да направиме друга емисија, каде што ти така на пола сата да одговориш тоа? Само
Мислам дека имаме време. Ајде. Мислам дека имаме време, накратко само ќе ги набројам Да, повели. причините. Во услови кога ги имаш сите овие негаторски акти на Европската унија, ги имаш геноцидните договори со Грција и Бугарија, ги имаш овие геноцидни акти на бугарскиот парламент и влада, кога ги набројав. Кога тие те негираат, не те признаат по ниеден основ, ти негираат историско и културно наслов, ти ги внесеш како државотворен народ. Ние не сме признати, не постоиме, како субституција ќе ги внесиме бугарите како државотворен народ. Тие од окупатори од 41 до 44 на 2 август 44 стануваат творци на оваа држава. Што тоа значи? Дали некој води сметка во оваа држава што тоа значи и кои се последиците? Почнува постапно укинување на македонската држава, народ, јазик, историско и културно наследство, а од друга страна поступно формирање на втората бугарска држава. Баш Еако. како што Каракачанов го кажа на... И кажа тие однапред и Димитров и Каракачанов и еден куп други. на Ако Скопска тоа се телевизија. случи, тоа е крај на македонската држава, народ и јазик. Готово е веќе. Нема враќање назад. Тогаш ќе се јават 200.000 бугарски пасоши, бугарски граѓани наводно овде. Тогаш ќе се активира Сан Стефано, па ќе го славиме како државен празник. Во Македонија школи, јазици, учебници на бугарски јазик, тоа ќе нема крај. Да. Ни М од Македонија нема да остане. Со гаранции или без гаранции, со одложено или без одложено, тие не смеат да влезат. Тие беа овде окупатори. Откако е создадено кнежевството Бугарија како вазална држава на Берлинскиот конгрес 1878 година до денес не негираат, не признаваат. Само неразумни луѓе, да не употребам погруп израз, може да се назоваат дека ќе влеземе во Македонија, во Европа како македонци со македонски јазик. Европа таа кој ги донесе турците за разбивање на словенската маса на Балкан, таа им ги даде топовите да го разрушат Константинопол. Тие ги донесоа гегите крај на 17 и почеток на 18 век да потискуваат словенската македонска маса од Јонското море кон центарот. Тие не парчера во балканските војни Букурешт 13 година. Тие ни продаа напалм бомби. Тие донесоа Лисабонската декларација. Тие сега не притискаат ова да го направиме како последен чекор за создавање на втора бугарска држава. Тоа не смее да се дозволи. Ни во сон. Ние го осудивме ова како македонски манифест и јавно побаравме да се прекинат овие геноцидни, погубни, штетни за македонските национални интереси пристапни преговори. Ќе бидат и тоа без одлагање, без алтернативата што ни ја нудат, како Европа, Европска унија како единствена опција. Тоа е најпогубното нешто. Без алтернативноста нема каде да одиме ние. Како без алтернатива? Кој е тој народ без алтернатива? Па смртта има алтернатива за гробниот живот. А ние македонците немаме алтернатива. Па не ги излезе Британија, еве најавуваат други земји ќе искачат од Европската унија, Грца во долгови не знае што да прави, пука по сите шавови, се распаѓа, еден куп земји се најавува дека искачат, ние со сила ќе идеме тамо, со сила ќе влеземе во една институција која народот ја опеа како бордел. Ако Европа е блудницата, Брисел е борделот. Дефинитивно. Прости ми, Саше, ама јас и мнозинството македонци на 30 септември 2018 година кажавме не сакаме во борделот. Апсолутно. Тоа е извршен налог, извршена наредба. Мора да почитува власта. А во Европа, како македонци, ние местото. Да не се лажеме. Како најстара цивилизација. Едина од Европа што не прекинат милениумски континуитет на собствено
име и идентитет. Единствени Европа запишани во Библијата и со исто име постоиме и денес, сме ние. Нас ни е местото во Европа. И го дадовме името на Европа по Тебанската принцеза, родена во Теба, Плакенска, подружина Плакенска планина, во близината на Охрид, Европа. Европа го носи името. Го носи по Европ, македонскиот град. Антички исподуве. По Европ. Нашиот митски, еден нашите митски предоци. И го дарувавме името, и дарувавме еден куп цивилизацијски дострои, но тоа во друга емисија, и за нас да нема место во Европа. Нас ни е место во Европа. Ама не во оваква геноцидна, фашизоидна, која со уцени и закани сака да не избрише. Да не отиде во идентитетска само ликвидација. Ќе одиме во Европа тогаш кога Европа ќе се реформира. Али претходно ќе мора македонскиот народ да донесе одлука на референдум. Да каже дали сака нашиве власти, нека ми простат, ни председателката, нити она министерче, кој што не знам дали е малолетно или нешто друго, па у кабинетот кога го донесо, му го донесо и татко му како старател или советник, не знам, ти ако знаеш подобро. Кажи, ја не знам дали му е советник или му е старател. Европа, 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 каде отиде, се до уши ќе расцепи уста. Подршка, подршка за Европска унија. Каква е таа подршка, бе? Смени име, идентитет, јазик, символи историско и културно наследство од казвиште од македонско малцинство, и тоа било подршка. Па тоа малолетни деца не би го кажале, бе. А не министер за надворешни работи. Дардан, ја да ти се заблагодарам за денешното твое убаво издавање. Се надевам дека ќе бидеш почест гостин. Благодарам. И ако случајно ни се остварат плановите, ќе биде тоа едно убаво освежување за нашиот канал. Да ви се заблагодарам за сите што не следевте во овој прекрасен подкаст и до следното јавување јас ви пожелувам се најдобро. Повели да. Поздрав и од мене, благодарност. Да. Извинување до гледачите за мојата вечерашна за мојот емотивен настап. Меѓутоа, мислам дека состојбата, времето и моментот и оно што ни се случува го заслужува тоа да го кажеме. Апсолутно. Ние сме фрустрирана нација затоа што нашата политичка волја не се следи од политичкиот естаблишмент. Истата таа политичка волја е силувана по кој знае кој пат и наша цел е да испаднеме на правиот пат. Но фасноме со вас, идеме напред, идеме заедно, до следното јавување, пожелувам се најдобро.